што да кажам, добро утро или добар ден, зависи кој кога станал, не? Но секако се радувам што по Божја милост овој ден, 6 ноември, можем да видам тука и заедно со вас, браќи и сестри, да го славиме Господа. Нашиот Бог е голем Бог. Нашиот Бог е прекрасен Бог. И за ништо не би го менувал на оваа земја, затоа што тој е оној кој што не возлюби со вечна љубов, во неговиот вечен наум, преди било што да создаде. Јас и ти бевме во неговите мисли, дури и на самиот крај, кога на крстот Голготски, што би кажеле по човечки, смртта настапуваше, тој и во тие моменти молеше за секој еден од нас. Знаете, темата за која што ќе зборувам е опростување. Опростувањето е нешто што е толку важно. Присуствував на, веројатно додека студирав во Хрватска, барем на 50 состаноци каде што на нашиот факултет таму се одвиваше опростувањето и помирувањето помеѓу народите, посебно помеѓу српскиот и хрватскиот народ. И знаете, тие ситуации не беа секогаш пријатни. Напаѓање од едната страна, вие почнавте, вие така, вие онака. Но една реченица од нашиот ректор на факултетот ми остави сеќавање. Вистинско опростување е невозможно доколку Исус Христос не биде во срцето на народите. Ајде, светот има своји пароли. Опрости, но не заборавај. Но дали е тоа вистинско опростување? До следната прилика, што викат индијанците, ќе ги откопаме повторно војните секири. Јас барем пред да станам христијанин читав од тие романи и знам што се случувало. Но еве што вели Словото Божјо во однос на помирувањето. Послание до Колосијаните, 3 глава, од 12 до 14 стих. И така, облечете се како Божји избраници, свети и возлюбени во милосрдно срце, благост, смиреност, кротост, трпеливост. Трпете се еден со друг и проштавајте си еден на друг. Ако некој има поплака против некого, како што Господ ви прости вам, така проштавајте и вие. А над сето тоа, облечете се во љубов, која сврзува се во совршенство. Ке се помолам за благослов на оваа богослужба, па ќе продолжиме. Те молам, Татко наш небесен, да ти, кој што најдобро не познаваш и знаеш каква почва е нашето срце, знаеш секој еден од нас со што е дојден овде, знаеш нашите проблеми, нашите рани, нашите сретни моменти, но те молиме во овој момент да бидеме во Твоите раце, а да нашите срца бидат таа добра почва на која што Твоето добро семе ќе падне и ќе даде богат род. Те молам да го благословиш Твојот народ денеска, во нашата земја Македонија, да го излееш Духот Свети и да мнозина, Господе, од нашиот народ поверуват дека Исусе Христе, Ти си Господ за слава на Бог Таткото и дека нема друго име дадено за спасение освен името Исус. Молам те во името на Твојот Син возлюбен, единородниот, да не послушаш и да не благословиш. Амин. Сакам да ви пренесам поздрав од двете цркви каде што служам, црквата во моето родно село Моноспитово и црквата во Струмица. Еве, ако овој саат таму е точен, сега овие моменти токму почнува втората богослужба, бидејќи јас во недела сабајле имам две богослужби, така да сега почнува втората богослужба во црквата во Струмица. Сакам некои работи да ви кажам, браќи и сестри. Секогаш се радуваме кога можеме да дојдеме тука. Јас и мојата жена уште во петок дојдовме, така да малку да се дружиме со нашите внучина. Можевме да се видиме и со Живко, и со Дори, и со Хана, и малку да прошетаме и да на некој начин еден убав есенски ден поминеме вчера во центарот на Скопје. На секој еден од нас ни е потребно опростувањето. И да ви кажам искрено, можеме, како сакаме да размислуваме за опростувањето, но тоа е толку суштинско. Ако Бог нам не ни опростеше во личноста на Исуса Христа, дали некој од нас заслужувавме да пристапиме до тронот на милоста?
неколку дефиниции, сакам да ви кажам во врска со опростувањето пред да преминам на главното. Опростувањето е најдобрата форма на љубов. Мора да си силна личност за да кажеш опрости ми. Мора да си силна личност. Но знаете што? Треба да си уште посилна личност за да опростиш. Тешко луѓето опростуваат. Мел Робинс рекол вака: опростете им на другите не затоа што заслужуваат, туку за да имате вие мир во срцето. Доколку не опростиш, таа информација работи во твоето срце, во мислите, и ти ќе немаш собствен мир. Махатма Ганди, човекот кој што веројатно единствен успеа да извојува една таква мирна револуција и да неговата земја 48 година стане слободна од империализмот на кралството Британија, рекол вака: слабите не можат никогаш да опростат. Опростувањето е одлика и карактеристика на оние кои се големи, на оние кои се силни. И во момент кога мислиш дека светот има други мерила и правила, кај Христос има нешто поинакво. Опростувањето не го менува минатото, но она што може да го промени е иднината. Ако не опростиш, животот може да ти биде мизерен. Животот може да ти биде пекол. Не постои љубов ако нема опростување. Не може да има опростување ако нема љубов. Тие две се поврзани како сиемски близнаци. Ти никогаш нема да знаеш колку твоето срце е силно се додека не го поминеш тестот, личноста која те повредила, да ја опростиш. И всушност, љубовта е шанса, омразата на вистина е проклетство, опростувањето е благослов, а довербата тоа е дар. Некои работи денеска кои што се толку лесни кога ги искажуваме, само кога би ги имале. Само кога би можеле едни со други да се поднесуваме, да се опростуваме, да се носиме, да се молиме, да се благословуваме, да се застапуваме. Многу поубаво место за живење би била оваа земја. Биди внимателен со твоите зборови. Еднаш кога ќе бидат кажени, не можат да бидат повлечени, освен да бидат опростени. Биди внимателен и немој да го рушиш единствениот мост за опростување, затоа што и јас и ти ќе мораме да поминеме по тој мост. Сакале или не. И она што е најубаво, крстот е символ на најголемото опростување кое што може човештвото да го доживее. Татко, опрости им, зашто не знаат што прават. Каде да одиме? Каде да се сокријам, Боже, од Тебе? Каде? Да се вивнам во небото, таму си. Да слезам во подземјето и таму си. Да ги земам и крилата на зората, ќе каже 139-тиот псалм. И таму си ти. Нема место каде што нашиот Бог не е. И па, браќа и сестри, ако веќе толку е важно опростувањето, што да правиме? Исус самиот вели, знаете, двајца браќа, иако биле верни, не биле во добри односи. И како да се помират, пасторот отишол кај едниот, кој што сметал дека тој за себе си тврдел: јас сум во право, брат ми е во криво, не можам да му го опростам тоа што ми го направи. Рекол: нема проблем, еве јас ти верувам, нека е така, ајде да се молиме, те молам, брате, моли си со молитвата Оче наш. Знаете молитвата Оче наш? А ако не, има ни еден брат Доне, он вика: за домашно да си ја научите, ќе ви треба. И почнал да се моли: Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како што е на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и опрости ни ги долговите наши, како што и застанал. И пасторот му чека и вика: ајде, брате, продолжи. А не можам. А зошто? Ја знаеш ли? Ја знам. И прости ни ги долговите наши, како што и не можел да каже и како што и ние ги проштаваме нашите долгови. Видите, ако не опростиш, не може да ти биде опростено. Тоа е бумеранг. Ти можеш да го фрлиш и да мислиш дека супер си го фрлил, а следниот момент можеш да го сетиш удар во тилот. Биди внимателен.
Биди внимателен. Ете, браќа и сестри, кога ние ќе се најдеме во ситуација, кога нашите срца се повредени, кога сме доживееле нешто тешко, некои рани, потребно ни е нам охрабрување. Потребно ни е некој да ни пристапи за да опростиме. Но не само да опростиме, и да заборавиме. Да сватиме дека опростувањето е единствениот правец кој ќе го преземеме во тој даден момент. Не секогаш опростувањето е лесно. Видите, ние денеска живееме во 21. век, живееме во модерно време, затоа не знаеме што е бело, што е црно, се е измиксано, но кога првите мисионери оделе и го ширеле евангелието, така и кога дошле во Канада да работат помеѓу индијанците, таму, помеѓу племето Кри, посебно синот на поглавицата, кој се викал по име Маскепетон, многу се спротивставувал на мисионерите и на христијанството. Но знаете што ќе ви кажам? Таму каде што има отпор, кога таа линија на отпор ќе се скрши, тогаш доаѓа и до прифаќање. Не поминало долго време, за неколку месеци Маскепетон станал вистински и предаден христијанин. И каде ние како христијани грешиме? Често пати кога како млади христијани сведочиме и денеска понекој знам дека ма само поверувај во Исуса Христа, сите проблеми ќе се решат, нели? Одеднаш се е широк сокак, само ше кафе фали, нели? Па не е баш така. Токму во тие моменти на најголема вера, на најголема предаденост, знаете, често пати се случувало да има судири помеѓу различни индијански племиња, така да едно друго племе, кој што било во војна со племето Кри, кој се викале Блекфут, и бидејќи такому на Маскепетон бил поглавица, се судриле и на жалост загинал неговиот татко. И младиот водач сега на племето Кри не знаел што да прави, се молел, барал од Бога и Бог му кажал што да направи и тој го преземал тој чекор. Се качил на конјот, ги повикал своите воини, но не премачкани со ратни бои, нели, како што таму пишуваше. И тргнал да оди во племето Блекфут. И сите гледат дека тој доаѓа буквално со целото племе. Но поглаварот на Блекфут, кој што ги видел и бил известен, го пречекал младиот водач. Знаете, дека индијанците има едно правило, вика, ајде прво да седнеме во круг и да го испушиме лулето на мирот. Но бидејќи Маскепетон бил христијанин, рекол не. Јас имам нешто друго. Сакам да ми го донесеш човекот кој губи мојот татко да излезе пред мене. Знаете, кога добивате на таква команда, што ќе преземете? А всушност, поглаварот на тоа племе, на Блекфут, бил тој човек кој што губил неговиот татко. И му рекол Маскепетон вака: бидејќи ти губи мојот татко, сега ти ќе ми бидеш татко. Ти ќе се облечеш во најубавите облики на мојот татко, ќе го јаваш најубавиот коњ и секогаш кога ќе ми треба мудрост, кога ќе ми треба како да го водам мојот народ, јас ќе доаѓам, ќе се допрашувам до тебе. Кога поглаварот на Блекфут го слушнал тоа, рекол вака: сине мој, ти сега ме уби мене. Бидејќи јас очекував дека ќе бараш одмазда, но вакво нешто јас не паметам во целата историја на нашето племе. Видите, браќа и сестри, ќе кажеме, овие домородни индијанци биле припрости, но тие ја сватиле сршта и суштината, дека одмаздата му припаѓа на Господа. Опростете, како што вам ви е опростено. Опростувањето секогаш кошта, секогаш чини. Опростувањето не е ефтино. Ефтината милост и не вреди. Но кога со тоа е платено со крв, поготово, зошто слободата на било кој народ е толку скапа? Затоа што е платена со крвта на синовите кои што ги положиле своите животи за јас и ти денеска да живееме слободно. Колку тоа го ценеме денеска, тоа е веќе друго прашање.
Постои моќ во опростувањето. Тоа е моќ на промена, моќ на исцеление, да се поправи ситуацијата, да се обнови заедништвото. Ако си следбеник на Исуса Христа, навистина треба да поседуваш нешто и треба да го знаеш ова. Во Римјаните, 12 глава, слушнете што вели Словото Божјо од 17 до 21 стих. Никому не враќајте зло за зло, а размислувајте за тоа што е добро пред сите луѓе. Ако е можно, доколку зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. Не одмаздувајте се за себе, возлюбени, туку дајте му место на Божиот гнев, зашто е напишено: одмазната е моја, јас ќе ја отплатам, говори Господ. Туку ако твојот непријател е гладен, нахрани го, ако е жеден, напој го, зашто ако го правиш тоа, ќе натрпаш жар на неговата глава. Не оставај да те победи злото, туку победи го злото со добро. Не се лесни тие моменти, но ние сме повикани на тоа. Браќа и сестри, опростувањето е многу тешко за луѓето кои што го немаат Исус Христос. Ама знаете што ќе ви кажам? Опростувањето е многу тешко и за оние кои го имаат Исус Христос. Зошто не боли кога некој ќе не повреди? Кој воглавном често не повредува? Оние кои не се блиски. Многу ми е гајле ако некој од другата страна ќе кажал нешто за мене. Може би еднаш во животот сум го видел. Но тоа беше ти кој што секој ден одеше со мене во домот Божи, вели Давид во 42-тиот псалм. Тоа боли. Кој ќе слушнеш нешто, кој ќе ти се нанесе неправда, кој е можеби дел од фамилијата, и затоа боли, и затоа опростувањето е толку тешко. Но знаете што? Слугата кој што не опростува, знаете каде завршува? Во затвор. Ти ќе си направиш сам собствен затвор и ќе се затвориш. Точка. Зошто луѓето не опростуваат? Затоа што од нивна гледна перспектива тие мислат дека е невозможно тоа да се опрости. Но се е можно за оној кој што верува. Да опростиш, значи да ја прифатиш болката. Како таа се појавила? Болката се појавува во лутина, во огорченост, кога ти е нанесена неправда. И тогаш стариот човек, како знае во секунда да се појави. Се сеќавате апостолот Павле, кога во еден момент зборува и еден човек вели: удрете го, и му залепуваат пред сето еврејско мноштво народ еден шамар, и Павле вели: Господ да те удри тебе, зидува росан. Веќе тоа е првосвештеникот. Браќа, не знаев, и се извинува. Иако Павле зборуваше вистина, но тој немаше право едноставно такви работи да искажува. Воопшто не е лесно да се опрости. Воопшто не е лесно. Опростувањето на виделина мора да ја покаже милоста, љубовта, долготрпеливоста, кротоста, самоконтролата, воздржливоста. Тоа се плодовите на духот. А плодот на духот е љубов, радост, мир и сите овие кои што ги кажав. Невозможно е ако си христијанин и понекогаш тоа како рефрен го слушам: ама јас си бев таков и пред да станам христијанин и сега сум си таков. Па тоа е проблемот. Кој е во Христа, тоа е ново создание, старото поминува. Порано можеби не си опростувал, си имал аргументи. А кој од нас не може да си најде аргументи за да си каже дека јас сум во право? Не знам дали знаете, во Македонија живее најправедниот народ. Јас до ден денеска не сум слушнал некој да каже: јас бев во криво. Сите се прави светци, да им направиме иконостаси на сите од 90 години на вамо, нема да не стигнат сите цркви. Видите, во самиот чин на опростувањето има многу ментална, емоционална болка. Има борба, има отпор. Не е нормално. Како да опростиш? Видите, воопшто не е лесно. Имав прилика, како додека студирав, еден татко кој што го слушав на една емисија на хрватска програма. Верен христијанин човек. Тоа да не даде Бог никој од нас да го доживее, браќи и сестри. Го прашува: можеш ли да опростиш? Пред да ви кажам што тој доживеал, тој вели: не ме прашувајте тоа, јас тоа го можам само заради крстот. Вели: ме фатија мене, ме врзаа и пред мои очи
и ќерка ми ја силуваа, и жена ми ја силуваа, и сите, и синот ми го убија, и нив ги убија, а мене ме оставија жив за да страдам. Вели, јас можам да опростам, и човекот плачеше цело време. Можам да опростам само заради крстот. Браќа и сестри, кога понекогаш некој брат и сестра ќе ми каже, не можам да му опростам. Зошто? Да видиш како ме погледна. Како те погледна, бе, брате, со некој ласер да не те погледна, да не те прободе. Да знаеш што он мисли за мене. Аман бе, па имаме и такви кои што дати мисли да читат. Знаете, ѓаволот е мајстор да направи, да ни ја среди пузлата. Една по една. Ама кога еднаш веќе ние ќе влетаме во неговата игра, мислам дека Хичкок не му е работа. Каков режисер е Содоната. Затоа нема ништо друго освен опростувањето кое што е толку делотворно и моќно. Браќа и сестри, постои висока цена на опростувањето и затоа на жалост толку ретко се дава. Но таа го обновува односот еден со друг. Знаете, символиката на крстот е многу убава. Една вертикала и таа, ќе кажам, многу ми навела, мојот однос со Бог функционира. Но знаете што, ако овој однос функционира, не можам да сватам како не функционира брат со брат, брат со сестра, сестра со брат и така натаму. Невозможно е односот со Бог да функционира, а да не можеме еден со друг да се трпиме. Не оди едно со друго. Не оди. Кој како сака нека ме убедува, но јас една работа ќе ви кажам. Ако твојот однос е исправен со Бог, ќе биде исправен со браќите и сестрите. Не значи дека ќе мислиме сите исти. Јас не сакам сите да мислиме исти. Да имаме исти мисли. Во се мораме 100% исто да веруваме. Апсолутно не. Па дури ни 2 капки вода во својот состав не се исти. Ама има некои темелни вредности во кои што мораме да се усогласиме и да одиме заедно. Браќа и сестри, кога некој ќе ви каже што ми го направи, длабоко ме повреди и заради тоа јас почувствував многу болка со години, но јас одлучив да простам. И тоа е моментот кога доаѓа исцелението. Тоа е моментот кога болката ќе се замени. Само така личноста ќе ја доживее слободата. Најлош затвор е кога човекот сам ќе си направи кафес. И во тој кафес си ужива. Нема да опростам. Нема да му заборавам. Не сакам да го видам. Мене ми е таква службата, ама и на многу погребенија на кои што сум бил, сум присуствувал на Живко на неговиот цимер, кога татко му почина ненадејно, млад човек, на некои си 34 години почина човекот. Едноставно, или 38 беше колку Живко што ја мислам тука негде беше. 2 сестри кои што едната од едната страна, другата од другата страна плачеа. Брате, замина, а не си не опростивме. Со години живееле скарани. Зошто денеска луѓето се карат? Знаете, по селото углавно е на тебе тате ти остави 2 бразди повеќе од нивата. Во градовите 3 квадрата од стан имаш повеќе. Таа колата, кој што ништо не ти значи, ама зошто на тебе да ја даде? На мене не ми треба, ама зашто на тебе да ти ја даде? Вреди ли, бе, браќи и сестри? Вреди ли? Ништо нема да однесеме со нас. Ама Сотоната ни поставува такви стапици да самите се затвореме. Вистинското опростување е тешко, затоа што од луѓето го очекува и го бара на вредното. Да опростиш, изгледа гордоста да си ја погазиш, да се понизиш, а па на што сме ние повикани? Возгордејте се и ќе го наследите Царство Божјо, или понизите се. Понекогаш нашето јас не сака да се помири со ситуацијата и местото во кое што ние се наоѓаме. Браќа и сестри, затоа опростувањето е клучот. Ние знам, треба да се стремиме кон праведност, но без опростување, нито еден од нас не можеше да биде заедно со Бог.
учителката во неделното школо, не знам тука која вие, сакајќи на крајот, кога лекцијата завршила, да потврди дали децата сватиле што всушност била лекцијата, прашала: деца, може ли некој да ми каже што мора да направиш за да добиеш опростување на гревот? И настанала тишина. Ма едно детенце: па треба грев да направиш, што треба? За да добиеш опростување на гревот треба да направиш грев. Нема сигурно кравата да ја одесиш на пасење. Па видите, браќа и сестри, сите ние како луѓе имаме потреба. Затоа што кога го читаме записот на Светото Писмо, Римјаните 10 глава или Псалмот 53, таму вели вака: зашто сите сгрешија и сите се лишени од славата Божја. Нема ниту еден праведен освен јас. Тој дел го нема. Да го имаше ќе беше многу убаво, ама го нема. И тогаш сите ние ќе бевме, како се викаш? Јас. Големото јас. Величественото јас. Ете, браќи и сестри, јас сум сигурен во ово последното, дека јас сум сгрешил. Ама чекај да проверам за секој случај. Има ли некој помеѓу вас тука кој што никогаш не сгрешил? Имам јас еден упут тука. Можам слободно да ви го дадам, може ќе ви дадат пензија. Не постои праведен човек. Сепак, брат Павле Цеков, не знам колку го знаете, братот на Наде од Мирче, бевме заедно на посета кај мојата баба, прабаба уствари на мојата супруга. И таму, брат Павле, ние бевме млади тогаш, може би 30 години. Околу нас сите беа околу 70 години. И брат Павле така по шала праша дали има некој тука кој што не сгрешил. А затоа христијани цел живот, по 70 години во црквата, и еден човек вика: и јас не сум сгрешил. Но еден мој дедо му каже во тој момент: вика, мане, сега сгреши. Значи, не постои човек кој што не сгрешил. Да не се лажеме. Освен Исус Христос. Сите ние сгрешивме. И сите ние имаме потреба од опростување. Да Бог не ни простеше во неговата љубов. Да Бог од љубов него испратеше својот син. Не постоеше начин човекот да се врати при Бог. Нема да постоеше начин како човекот да се помири со Бог. Но затоа рековме, опростувањето има и бара голема цена. А таа цена беше крвта на неговиот син. Крвта на Исуса Христа. Браќа и сестри, јас знам дека сум грешен. И знам дека мене ми беше потребно опростување. Често пати, кога ќе доживееме опростување, ние сме стварно онака како што вели во Патот на христијанинот Џон Бањан во неговата книга, таа вреќа, невидлива, полна со разен багаж, паѓа и ти се чувствуваш слободен. Слободен си, зашто знаеш дека некој го зел тој товар. Еден рабин по име Давид Нелсон се обидувал двајца браќа да ги помири. Угледни браќа, многу влијателни браќа, и тој се обидувал да ги помири. Зборувал со месеци и некако успеал двајцата да ги убеди да се сретнат, да застанат лице в лице и се што имат да си кажат и да го решат тој проблем. Разговарале и успеал да ги натера да се фатат за раце и еден на друг да си кажат: брате, опрости ме. И баш било еврејска нова година, Рош Хашан. Им рекол: добро е да си посакате желба еден на друг. И помладиот искрено пристапил и рекол: бате, од се срце ти посакувам се што на ти ќе ми посакаш да ни се случи. И овој постариот веднаш ја отворил раката и рекол: рабене, јас ти реков. Он пак почнува со провокација. Што му кажал лошо? Се што ќе посакаш ти да ни се случи на двајцата. Му дал предност. Значи, овој другиот изгледа не му посакувал баш нешто добро. Не може така да се дојде до вистинско опростување. Браќи и сестри,
Во опростувањето сватате една работа. Стојам јас лично пред Бог, стоеш ти лично пред Бог. Секој еден од нас ќе одговара за гревот кој што го направил пред него. И некогаш кога ги читам зборовите кои Исус ги кажа во Матеј, дури и за ако на братот му кажеш, како викате вие во Скопје тука, будала, ние од Струмец имаме полесно, побрзо звучи. Будла! Барем нема да ме разберете, не? Право едното а го нема. Вели ќе оди во пеколот. И тогаш на вистина треба да бидеме загрижени. Возеш, или тука низ Скопје, и гледаш за тебе само сирената. Свира. Си закиснал една секунда само. Ки ти влета некој, ки ти го земе паркингот. Идете ти разправи. Пред 7-8 месеци во Струмица, двајца први брчедовци се скарале од турското малцинство, се скарале за паркинг место. И овој зема нож и го уби. За паркинг место. Колку животот вреди. И две семејства, кои што можеби живееле во хармонија, знаете кај нив тоа крвта бара крв, тоа лесно не се заборава. Тоа е жално. Колку лесно посегнуваме. Размисли за реалноста на Божито упростување, кое ти си го добил, кое јас сум го добил во Исуса Христа. Но Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа што уште додека ние бевме секакви и никакви, Тој го даде за нас својот единороден возлюбениот син. Не заслужувавме, но тој ни искажа таква милост. И ако таа милост не ја покажеме, тогаш е страшно. Бог ме опрости, ќе кажеш, но јас сум само човек, не можам да опростам. Стефан не беше ангел. Кога го каменуваа, тој што викаше? Татко, прости им. Немој да им го земаш тоа за грев. Христијанинот во кој што живее Духот Божи, може и во најтешките моменти да опрости. Дали е лесно, не зборувам за тоа. Тешко е. Нанесена ти е неправда. Но ти мора да опростиш. Во Јовановото Евангелие, 20 глава, 23 стих, вели вака: на кои ќе им ги простите гревовите, простини им се. И простини ги долговите наши, како што ние им ги проштаваме на нашите должници. Видите, браќа и сестри, јас цврсто верувам дека опростувањето е неопходно. Тоа е есенцијално за да се изгради заедницата во вера. Затоа што Бог не опростил, ние сме дојдени тука. Ако дојдовте мене да ме видите, и е дека сум ув, едемна мајка, ама знаете што? Дојдени сме заради Христа. Заради тоа што тој ја покаже љубовта на крстот. Заради тоа што тој моли и застапува за нас денеска. Затоа што тој е нашиот Бог. И затоа што тој ќе дојде. Ќе дојде по својата невеста. Тој ќе биде без брчка, без мана, облечени во бели облики. Ќе го пречекаме и црквата и невестата викаат: Мараната, дојди Господи Исусе Христе. Браќа и сестри, ако некој опростувањето го промаши, тоа е веќе жална работа. Знаете, во животот секакви работи, конфликти, фала на Бога, вие немате конфликти тука во црквата. Ама јас сум веќе 32 години во таа служба. Сум решавал секакви работи. Најблиски луѓе. И углавном, како што реков на почетокот, најблиските се и карат. Најблиските имат проблеми. Најблиските треба да си опростат. Разговорав така со едни луѓе и едната личност кажа: ве молам, простете ми. Неколку пати кажа: ве молам, простете ми. И тоа после 5-6 состаноци. Знаете кој беше одговорот? Не е од срце. Тука веќе, бидејќи јас и ти не сме тие кои што гледаме во срцето. Бог е тој кој што гледа во срце. Се прелева чашата. Нема што да разговараме повеќе. Јас и ти не сме срцовидици. Ако некој ти бара опростување, а ти не опростиш, завршена е приказната, браќа и сестри. И како што Христос ви простил, така и вие проштавајте си еден на друг. Ако не е од срце, ти нема се сикири. Господ ќе се расправа со него. Но јас и ти сме должни да опростиме. И тоа не е една од опциите, тоа е единствената опција.
Ако не опростиш, нема да ти биде опростено. Крстот е единствениот пат за опростување преку кој јас и ти ќе треба да поминеме. А ако го скратиме крстот, еден ден кога ќе треба да преминеме од другата страна, за толку колку што ги скратиме, за толку тој ќе биде краток и нема да влеземе. Браќи и сестри, сакаме ли нашето заедништво да расте, црквата да напредува? Тоа зависи од длабочината и посветеноста кон Бог. Од длабочината на нашите корења во Бог. Кога ние ќе им опростиме на другите, тоа од страна на Бог ќе биде забележено. Ако не опростиме, знаете како вели? Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Со каков суд судите, со таков ќе ви се суди. Бог нема да биде поруган. Тоа што човекот си го сее, тоа ќе си го пожнее. Нема да опростиш, нема да ти биде опростено. Но некои уживаат да си бидат затворени во затворот, како што реков, кои што сами си го прават. Слугата, неправедниот слуга, кој што не опрости на својот другар неколку денари, а царот му опрости се. Значи, и жената, и децата, и домот да го продадеше, тој не можеше да се отплати. Но царот му покажа милост. Добро слуго, еве ти опростувам се, биди слободен. Само што излезе од затвор, најде еден кој му долеше 2000 денари, го фати за шија и вели, нема да излезеш од затвор додека не ми платиш се. И царот кога слушна за тоа, се разгневи. Лукав слуго. Не требаше ли ти да му опростиш на твојот другар? Ете, браќи и сестри, затоа реков, неправедниот слуга секогаш завршува во затвор. Затвор кој што сам ќе си го направиш. Една позната жена, можете да си напишете, која е починала 1988 година, голем атеист, автор на многу книги, по име Маргарита Ласки, пред својата смрт дава ваква изјава. Само за една работа им завидувам на христијаните. А таа една работа јас ја немам. Тие имаат некој кој што му простува, а јас немам ниту еден кој мене да ми прости. Замислите со една таква агонија да заминете од оваа земја. Немам никој кој да ми опрости. Тоа е нешто страшно. Колку опростувањето е важно, и браќа и сестри, тој пример го имам читано и пред 20 години, и пред 30, и пред 10. И тоа е вистински пример, не е измислено. Се зборува за еден татко и за еден син по име Пако, во Шпанија. Излегол синот од домот да си живее така како што си сака. Поминале години, но знаете што? Во срцето на таткото не значи она кое што народот вели. Далеко од очите, далеко и од срцето. Не е вистина тоа. Тоа не е вистина. Кога синот, кога читаме во Лука 15 глава, излезе од дома, Словото Божие вели таткото секој ден гледаше према портата, не били да дочека неговиот син еден ден да се врати. И така овој татко тргнал во потрага. И во Мадрид, на сите знаменити места, по целиот град, лепеал плакати, Пако, за 7 дена ќе бидам во метрото и таму ќе те чекам. Јас ти опростив, сине, и сакам да се вратиш дома. 7 дена тој по цел Мадрид лепел плакати. Знаете што се случило на 7-миот ден? Кога таткото отишол таму, 800 млади деца по име Пако се надевале дека тоа е неговиот татко. 800 синови кои што биле залутани сакале да се сретнат со својот татко затоа што на пораката пишувала твојот татко кој што те сака. Не го напишал тој своето име. 800 синови кои биле залутани. Видите, браќи и сестри, опростувањето ги исцелува заедништвото. Ја обновува врската. Прави да таа биде силна. Опростувањето вистина ќе покаже во прав смисол колку таа врска била силна.
се случуваат несакани ситуации, но опростувањето ни дава навистина прилика да ја поправиме нашата несовршеност. Ни дава. Браќа и сестри, можеме да погрешиме. И 100% ќе погрешиме. Токму опростувањето ќе покаже колку ние едни со други. Знаете што, ако јас сум со некој кој што ми е најблизок пријател, ако внимавам на секој збор, на секоја постапка, на секој поглед, на тоа не е вистинско пријателство. Јас треба да имам слободен. Ако треба, не знаеме, ние сме како народ такви, и да те удрам, како си, дури по некојаш, дури може и на шинка ќе треба да одиш, не? Тоа љубов не е. Ако те удрам, па стварно, кој да шо ќе ти биде, не? Но тоа е вистинското пријателство. И ако погрешам, ти да ме носиш, да ми опростиш, таков каков што сум. Зашто Бог, такви какви што бевме, не зеде и не носеше. Во вистинското заедништво, како и во љубовта, ако постојат граници, тогаш нешто не е во ред. Колку Бог ти опростил, колку ти, колку јас опростуваме. Тоа е прашањето. Моќта на опростувањето е безгранична, затоа што Христос еднаш и за секогаш се принесе за нашите гревови. И нема потреба одново и одново, како што некои не обидуваат дека ние денес ќе имаме Господова вечера. Некои не обидуваат дека секогаш кога имаме Господова вечера, ние одново Христа го раснуваме. Тоа не е вистина. Словото Божие вели дека тој еднаш и за секогаш се принесе. Точка, завршува приказната тука. Браќа и сестри, да опростиш значи дека ти си мокен, дека ти си силен, дека ти имаш љубов. Ќе завршам со еден пример. Вистински, после граѓанската војна во Америка, генералот Роберт Ли посетил дом на еден национален херој, еден негов војник, кој што станал национален херој, заради делата кои што ги направил, да ја посети и неговата мајка. И разговарале, разговорот бил прекрасен, се поминало убаво и на крајот мајката на тој војник го земала генералот Ли и во дворот имало едно огромно големо дрво кое што се гледало дека е измасакрирано. И таа рекла вака: непријателот со сета жестина кога не бомбардираше, го уништи тоа дрво. Види колку само рани има на тоа дрво. Буквално го уништија, нема вистинска крошна, целото е унаказено. Генералот ја слушал и без никакви чувства и рекол: Господјо, тогаш земете и сечете го тоа дрво. Немојте да живеете со омраза, со горчина за едно дрво. Многу мајки ги изгубија своите синови и заборавија во име на опростувањето, во име на слободата, во име на мирот, а вие за едно дрво земете и сечете го. Немојте горчливите корења да ви го загорчат животот. Браќа и сестри, ако дозволите на вистина некој горчлив корен да најде добра почва во вашето срце, верувајте, плодот ќе биде отровен. Затоа опростувањето е нешто што треба да се направи. Уште веднаш, како што викат на Топшоп, јавете се уште веднаш и сега. И јас никогаш не можев да го разберам тој израз. Што е сега, што е уште веднаш? Одма. Или ќе се јавам, или ќе те заборавам, нема тука што. Завршено е. Значи, да опростиш, значи да се ослободиш од тоа кладиво, врзано за ланец, кој што си го влечеш со себе. Сокели го тој сиџер. Биди слободен. Ако Христос те ослободи, на вистина си слободен. Нека Господ на вистина ни го даде неговиот мир, неговата љубов, како што тој ни прости и ние да проштаваме. Бидејќи, ако не опростиме, како што реков, самите се ставаме во собствениот затвор кој што си го градиме. Господ нека ни биде милостив, браќа и сестри. Амин. Јас ќе ве замолам да се исправете. Сакам преди самиот чин на Господова вечера да прочитам нешто за самата Господова вечера. Прво послание до Коринтијаните, 11 глава, каде што апостол Павле после сите тие истражувања, испитувања, ги запишал следните зборови. Зашто јас го примив од Господа она што и ви го предадов, дека Господ Исус во онаа ноќ во која беше предаден, зеде леп и благодари
го раскрши и рече: земете и јадете, ова е моето тело кое се крши за вас, правете го ова за мој спомен. Исто така и чашата по вечера и рече: ова е чаша на новиот завет во мојата крв. Правете го ова секој пат кога пиете за мој спомен. Зошто секој пат кога ќе го јадете овој леб и ќе пиете од оваа чаша, ја навестувате Господовата смрт додека дојде тој. Затоа кој јаде од лебов или пие од оваа Господова чаша, на недостоен начин ќе биде виновен против телото и крвта на Господа. Но човекот нека се испита себе си и така да јаде од лебот и да пие од чашата. Зашто кој јаде и пие, а не го распознава Господовото тело, јаде и пие за своје осудување. Затоа мнозина се слаби и болни меѓу вас, а мнозина и умираа. Господовата вечера, браќа и сестри, е нешто што е врв на христијанското заедништво. Грчкиот збор коинонија значи едноставно доаѓаме еднакви, доаѓаме такви какви што сме пред Господа, како што е една чашата, како што е еден лебот, како што е една верата, едно е крштението, еден е Господ, едно е името за спасение, еден е застапникот. Така доаѓаме како едно тело, од една чаша, од еден леб, навистина благуваме за спомен дека некој ја проли светата крв за нас. Тоа не е за нашиот простодушен народ, верува дека тоа е за опростување на гревовите. Не е тоа за опростување на гревовите. Тебе ти се простени гревовите. Пред тоа ти доаѓаш, само си спомнуваш: Бог ми покажа милост во Исуса Христа. И тој ни кажа да го правиме ова за спомен. Така да Господ нека ни помогне да секој еден од нас живееме достојно заради Христа. Ќе се помолиме, па ќе пристапиме на самата трпеза. Татко небесен, нека е благословено Твоето име. Фала Ти што е проли светата, драгоцената крв, о јагне Божјо, кој ги зема гревовите на светот врз себе. Благослови го Твојот народ и тука. Благослови не, Господе, со Твојата света присутност. Изборувај на нашите срца. Ако имаме нешто против некого, опрости. Опрости ни нам, Боже мој, но и ние да опростиме, да не чекаме, како што велиш Ти, сонцето да не зајде во гневот наш. Те молам, измине и ќе бидеме побели од снег. Нека сите наши беззаконија бидат отстранити, нека љубовта Твоја не поврзе, нека името Твое биде најголемата радост на спасение, зашто, Господе, кога ги имаме Тебе, имаме се. Нека е благословено и прославено името на нашиот Господ Исус Христос. Амин. Амин.